Во услови на забрзано намалување и исчезнување на водните површини и загадување на водите како резултат на климатските промени, неповолната хидролошка состојба и човечката негрижа, владата превзема мерки за спас на загрозениот езерски екосистем. Со цел нашите природни езера да не ја доживеат судбината на десетици езера во светот, спроведуваме стратегија за рехабилитација на природното и културно наследство на Охридскиот регион, како и заштита на сливот на реката Дрим, посочи министерот за транспорт и врски Николовски. Чистата вода не е само природно богатство, туку и цивилизацијска вредност што го одредува квалитетот на животот и одржливоста на идните генерации. Сливот на реката Дрим, кој опфаќа неколку земји и култури, ја символизира нашата меѓузависност и колективна одговорност, но е и регион за градење политичка соработка, како и за развој на одржлива економија. Остануваме посветени на заштитата и управувањето со водните ресурси во државата, во согласност со приоритетите за економски развој и заштитата на природните богатства, како и усогласување на директивите на Европската Унија. Сите, додава Николовски, мора заеднички да се фокусираме на борбата против различните форми на загадување на водата и да создадеме еколошки пристап што ќе произведе здрави екосистеми и долгорочна безбедност на водата. Водите на Охридското езеро се важен економски двигател, а сливот на реката Дрим е регион со огромен капацитет за развој на инфраструктурата и туризмот. Во тој контекст, конечно, после 60 децении на испустот на реката Дрим во Струга ќе се направи најсовремен систем за регулација на протокот на вода од Охридско. Се трудиме максимално пред се да биде запазен и работењето на биолошкиот минимум низ коритото на реката Дрим, да биде запазен живиот свет, внимателно да се трудиме да го рестартуваме езерото во некои периоди на високи водостои кои што доаѓаат непланирано, за да се заштити Охридското крајбрежје и нашиот регион од можни поплави. Експертите дополнуваат дека покрај мерките за адаптивно управување со езерото во услови на драстично променете климатски услови, најважно од се е да се ревидира договорот со Албанија кој е стар 70 години. На денешниот состанок на експертско ниво за заштита на сливот на реката Дрим и Охридското сливно подрачје, Николовски се осврна на акцијските планови кои ги реализираат во насока на заштита на природните ресурси.